рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. Од денес распишан оглас за вработување на 30 медицински сестри и техничари во Штипската клиничка болница. Истиот ќе трае 5 работни дена, што значи завршува во вторник на 25 октомври, затоа што се сметаат испратените документи по пошта, кои ќе бидат испратени по пошта со датум од 24 октомври понеделник. Штипската клиничка болница распиша оглас за вработување на 30 лица среден медицински персонал. Кандидатите ќе бидат тестирани, пошто ќе биде донесена и одлуката за вработување на новите медицински сестри и техничари. Оние што сакаат да аплицираат, веќе уште денес можат да ги доставуваат документите кои се бараат по објавата во огласот. Истиот ќе трае 5 работни дена, што значи завршува во вторник, тоа е 25 октомври. Со новиот кадар и со доопремувањата се планира да се отворат и нови оделенија. Кардиолошкото, неурохируршкото, сега започнуваме и со онкологија, размислуваме во насока, затоа што завршува уште една наша колешка и по систематизација можеме да размислиме за посебно оделение. Директорите на Штипската болница најавија и нови дообуки и едукации на медицинскиот персонал, со што ќе се одговори на здравствените потреби на пациентите од источниот дел на државата. Штипското основно училиште Ванчо Прке доби донација од германската амбасада. 1200 ученици добија нови надгледни средства и помагала за 5 кабинети по предметната настава. Германската амбасада донираше средства за опремување на 5 кабинети со надгледни средства за предметната настава во основното училиште Ванчо Прке во Штип. Шефот на администрацијата во амбасадата на Германија во Република Македонија Сузане Фредерих, која денеска го посети училиштето, вели дека секоја година германската амбасада поддржува проекти со мали грантови. Оваа година е токму во училиштето Ванчо Прке во Штип. Се работи за опремување на 5 кабинети по предметите биологија, хемија, физика, математика и географија. Проект со кој што од кој што ќе имаат бенефит директно 1200 ученици кои што учат во ова училиште и многу сме среќни што се набавија средства со кои што ќе се изведува поквалитетна настава, а со самото тоа и проектот е долго одржлив и многу ни е драго што го поддржавме. Директорката на основното училиште Ванчо Прке Весна Ничева вели дека од страна на германската амбасада добиени се 3000 евра грант за опремување на кабинетите, а како училиште со помош на општина Штип имаат и собствено учество во проектот. Она што е нашето собствено учество беше промена на училишните столчиња и клупи, значи обезбедување само на наслони седишта и плотни, додека останатиот дел кој што се однесува на наставни помагала за кабинетите е поддршка од германската амбасада. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев истакна дека со оваа донација учениците и наставниците од Ванчо Прке добиваат поквалитетна настава по 5 предмети. Мислам дека тоа е добар проект. Добро се спроведе тендерската постапка. И лично мислам дека бенефит од овој проект имаат нашите наставници, но пред се децата, каде со нагледните средства кои им стојат на располагање, ќе можат посликовито да го научат се она што пише во нивните книги. Наставничката по биологија Грозданка Јорданова забележува дека сега кабинетот по биологија е комплетно опремен со надгледни средства, кои им помагаат во изведување на наставата за деловите од човечкото тело и за растенијата. Како го проучуваме материјалот по биологија, така и ги користиме. Како прво, попречен пресек на кош. Самите видовте, значи друго е децата да видат, а друго е да им објаснуваме. Потоа имаме попречен пресек на срце, со празнините, коморите и предкоморите. Целиот мозок како е сместен во черепниот мозок. Имаме пример сетило за вид, со сите своји пропратни делови, органи за дишење со алвеолите, целокупно капацитетот на белите дробови. Наставничката и учениците велат дека сега имаат и електронски микроскоп со кој сега учениците ќе можат сликовито и полесно да истражуваат и да го знаат она што се предава како наставна материја. И останатите кабинети се опремени со карти и помагала за предметната настава. Саем на книгата од денес до среда во организација на Штипската библиотека Гоце Делчев. На саемот наслови од најнови изданија од повеќе издавачки куќи се продаваат по пристапни цени.
Со цел доближување, промоција и афирмација на книгата, Националната установа библиотека Гоце Делчев во Штип организира саем на книгата кој ќе трае 3 дена. Саемот ги нуди интересните најнови наслови, но исто така и пристапни цени за продажба на книгите. Една од основните дејности на нашата библиотека е афирмација, популаризација на книгата и нејзино доближување до читателите. Токму за таа цел, еве оваа година, во организација на нашата библиотека се прави продажен саем кој ќе се одржи од денес па до среда, значи во текот на овие 3 дена, во соработка со издавачките куќи со кои имаме постојано соработка, им ги нудиме, им ги доближивме најновите наслови на нашите читатели, па затоа ги покануваме сите заинтересирани граѓани да дојдат, да го посетат и да си купат посакуваниот наслов. На сајмот на книгата во Штип се представуваат издавачите Матица Македонска, Наша култура, Антолог, Македонска литература, како и книгите на библиотеката од проектите на владата. Јас сум од издавачка куќа Антолог, се продаваат секои книги за сите возрасти. Има, значи, за помалите категории, има и на повеќе јазици, на турски, на вашки, на македонски. Така. Цените се за сите се пристапни. Значи, почнуваат од 200, за помалите генерации има од 150 нешто и така. Јас сум представник на Македоника Литера. Значи, имаме најразлични наслови, интересни како за помладите, така и за повозрастните. Имаме и детски книги на писател Киро Донев. И цените се пристапни од 100 денари до 200. Ние сме представници на Наша култура и држиме изданија од детски, па за возрастни, психологија, трилери и така натака. Има ли интерес? Има, само што почнува сајмот, очекуваме поголем интерес и се надеваме дека ќе биде успешен како секој што е било во Штип. Овие 3 дена книгите од саемот на книга во Штипската библиотека граѓаните ќе можат да ги видат и да ги купат во периодот на работното време на библиотеката. 11 општини од Истокот почнаа да ги кројат буџетите за наредната година. Градоначалниците ветуваат дека нема да бидат напумпани поради престојните локални избори, туку ќе бидат реални и согласно потребите на граѓаните. Општините почнаа да ги собираат идеите и предлозите за проекти од страна на граѓаните. Преку форумски сесии, општините почнуваат да ги прават правичните проекции за буџетите за наредната година. И покрај тоа што наредната година ќе се бира новата локална власт, градоначалниците и општинската администрација велат дека буџетите нема да бидат напумпани со бројки и проекти, туку ќе се движат на ниво од претходните години. Значи, во последните 3-4 години буџетот се движи во тие рамки. Според најавите од градоначалникот, нема да има некој изголемување, значи буџетот ќе остане во овие рамки. Знаете дека процедурата започна, ние веќе прибираме идеи од граѓаните, од здруженијата на граѓани, од невладиниот сектор и многу е важно тие идеи да бидат вкорпорирани во самиот нов буџет и од тоа зависи колку средства ќе бидат одобрени. Буџетот ќе биде развоен и најголем дел од финансиски средства во буџетот повторно ќе бидат планирани за инфраструктурни проекти кои што ќе се реализираат во 2017 година, што се однесува за ставките за агенции за привремени вработувања и нови вработувања, таму нема да имаме никакво проширување соодветно од 2016 година, така да сега се прибираат сите оние планирања од страна на местните заедници, барањето од урбаните заедници, правиме анализа во рамките на општината. 11 општини од источниот регион потенцираат дека во општинските буџети и наредната година приоритет ќе бидат инфраструктурните проекти, нови улици, водоводи и канализации, со цел да се олесни животот и во урбаните, но и во руралните подрачја. Вообичаено советниците буџетите ги разгледуваат и ги усвојуваат на последните седници од текомната година. Пченицата да се прогласи за стратешки производ, семенскиот материјал да се добива во откупните центри, како и да се утврдат производните реони на кои ќе се посее пченица, бараат производителите на лебно шито во Овчеполието. Пченицата да се дефинира како стратешки производ, да се утврдат и микрореони кои ќе бидат посејани со оваа култура, а семенскиот материјал да се дава во откупните центри. Пред почетокот на сидбата на лебното жито бараат земјоделците од втората по големина житница во државата, Овчеполието. Откупните центри треба да даваат семенска роба која им одговара за производство на лебното жито. Тука е главниот проблем кај нас.
Значи години наназад ве молам како може 25 години да не се дефинира дека е стратешки производ. Кога ќе дојде редот да се собира реколтата, ајде 6 динари, ајде 8 динари. Цена мора да има, мора да знае земјоделецот што вложува, што добива бе душ. Земјоделците знаат дека до повисоки приноси може да дојдат само ако користат сертифициран семенски материјал, но и тоа дека на секоја нива не бидува жито. Семенската роба што се става, реков дека тоа е голема рак рана на подготовката, односно на производството. Значи, тука е основниот проблем. Пожелно беше да се прогласи стратегија, со стратегијата да се дефинираат одредени земјоделско-производни микрореони кои ќе произведуваат пшеница, за да влезат во едно кооперанство комерцијално со откупните центри, за оттаму да им ја даваат семенската роба. Вака илузорно е да се верува дека вреќата точно дека се има соодветен картон и кобајаги декларација, меѓутоа не се знае кој е семе, од каде е произведено и така натаму. Во Пелагониско почна сеидбата на лебното жито. Од Сдруженијето на земјоделци очекуваат дека нема да имаат проблеми со откупот и ниската цена на пшеницата како што беше случај со годинашнава реколта. Во источниот дел на земјава сеидбата ќе се пролонгира. Во Штипско пшеницата ќе се посее на околу 3000 хектари колку и лани. Во овче полието на околу 8000 хектари. Во битолскиот дел на Пелагонија есенва ќе бидат засејани вкупно 25.000 хектари, од кои 18.000 хектари со јачмен и пченица. Со одлука на Регулаторната комисија за енергетика, од ноќеска на полнок па во наредните 2 недели, горивата ќе се продаваат по нова повисока цена за 1,5 динар, односно 2 динари по литар. Со повисоката цена за 2 динари од ноќеска на полнок ќе се продава и екстра лесно масло за домакинство. Цените на горивата ќе се движат од 65 динари до 50 динари во зависност од горивото. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек е за 4,36%. Одлуката за промена на цената, како што соопштуваат, ја донело врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и односот на курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Се уште се чекаат вакцините за грип. Од Центарот за јавно здравје информираат дека со редовната имунизација треба да се започне најдоцна до крајот на месецот. Редовната имунизација од грип се уште не е започната, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Се очекуваат вакцините, кои според најавите треба да пристигнат до крајот на месецот. По договорот со куќата која ќе нас снабди со вакцини е да тие пристигнат најкасно до 30 овој месец. Вакцината е производ на Абот, холандска фирма, справена по препораките на Светската здравствена организација и ќе содржи, како и секоја година, 2 подтипа од типот А и 1 подтип од типот Б. Грков потенцира дека одолжувањето на имунизацијата нема да се одрази на здравствената слика во градот. Досегашната пракса покажува дека грипот во градот се појавува за време на новогодишните празници. Се уште времето е идеално за почеток. Значи, минатата година ние малку побрзаме. Така ни пристигна, не изненади. Меѓутоа ова година, ако дојдат како што е договорено, нема каснење. Цената на вакцината ќе остане непроменета, односно граѓаните ќе треба да платат 400 денари за да се заштитат од сезонскиот грип. За разлика од лани, годинава за Штип се порачани помалку вакцини, односно 1100, за проби Штип 150, а 400 вакцини за Радовиш. Споменикот на загинатиот пилот кај Караурман, екипи на јавното предпријатие ИСАР го реновираат со нови бехатон плочки. Исто така ќе биде обновена и спомен плочата. Екипи на јавното предпријатие ИСАР го реновираат споменикот на загинатиот пилот на патот за Караурман. Сите ние живееме во овој град и не врзува заедничка историја, без разлика од кога и да е таа историја. Така да во 7 месец 1973 година пилот на ЈНА овде падна и го положи својот живот. И од страна на неговата мајка овде беше направен еден споменик во чест на тоа. Тој кога при самиот пат, како што кажуваат граѓаните на град Штип, кои што тогаш биле очевидци,
успел да го авионот скрене и да падне токму на ово место, а не во куќите и во градот да уништи голем број од нашите семејства. Така да јавното предпријатие САР, иако тоа не ни е работа, меѓутоа сме дел од оваа историја сите овде. Го реновиравме овој споменик овде, поставивме бекатон плочки, од страната го целиот заградивме, ќе исполираме плочата. Овде ќе минува и патеката која што ја прави градоначалникот на општина Штип, така да сето ова ќе биде убаво и добро катче средено. Работата околу реновирањето на споменикот ќе биде завршена во најкус временски период. 3 дена више работаме, ова е 4ти ден и планираме утре да завршиме кој здраво. Зидовите ги реновираме, шиловаме ги наново, бекатон и тоа се гледа. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека секаде каде што има потреба да се помогне околу реновирање на знаменитости за Штип, екипите на јавното предпријатие ИСАР ќе интервенираат. Сообраќајни несреќи и овој викенд и повторно ограбена штипјанка на улица, овој пат од тројца разбойници. Во 3 сообраќајни несреќи што се случиле викендов на подрачјето на СВР Штип, полесно повредени се 5 лица. 2 од нив се на подрачјето на општината, една во Берово. Во сообраќајната несреќа на патот Штип-Кадрифаково во близина на бензинската кај 3 чешми, со полесни повреди се здобила 20 годишна штипјанка, откако воздачот на такси возило излетел од коловозот. Втората сообраќајна несреќа во Штип се случила на улицата Панче Караѓозов. Повреден е пешак. 28 годишен беровчанец и тројца сопатници се здобиле со повреди, откако со возилото удриле во дрвена ограда, а потоа и во наредени дрва за огрев. По укажаната помош, сите четворица се хоспитализирани во болницата во Штип. Викендов по двата се случи трет разбойнички напад на улица. Овој пат тројца рамии нападнале 22 годишна штипјанка на улицата Васил Доганџински, на која ја украле ташната во која имало пари и мобилен телефон. Надлежните од СВР Штип велат дека интензивно работат на пронаоѓање на сторителите. По 2-годишното барање, спортското риболовно здружение Кочански рибар конечно ја доби концесијата за рекреативен риболов на браната Градче. Секој што ќе сака да врши спортски и рекреативен риболов, ќе мора да се обрати до здруженијето. Заради непостоење на концесионер, браната Градче 2 години беше забранета за риболов. Рибарите од Кучани, членови на здруженијето Кучански рибар, бараа добивање концесија за риболов на ова брана со цел да си имаат свое катче за риболов, а не да одат на други брани. На тој начин ќе го промовираат и местото и ќе се рекреираат рибари. Спортското риболовно здружение Кучански рибар постои 3 години и едно од поголемите здруженија во Македонија, кое брои повеќе од 400 членови. Спортистите се почесните граѓани на светот и вистински амбасадори на својата земја, која вивнуваат во небесните спортски сводови. Парк на олимпиците и најдобрите спортисти на градот Штип е иницијатива на поранешниот спортист на градот и еден од најуспешните борачи на Балканец Санде Коцев. Угледните и врвни спортисти на градот Штип се согласни нивните европски, светски па и олимписки резултати и настапи бидат соодветно овековечени на едно спомено бележје, кој ќе служи како репер за помладите спортисти, како да го трасираат својот пат кон понатамошниот успех. Јас сум човек што сакам да оставам траги зад мене. Покрај една иницијатива со широки раци поддржана од најголемите спортисти на Штип, како Зоран Шоров, како Емил Павлов, Богданови, Митров, каратистите Жарко и пуно преку 15 души поддржана да изградиме еден парк на спортистите, на кој парк ќе се постави плоча у висина од 1,5 м, од 2,5 метри и 1,5 м широка, на која ќе бидат на едната страна горе ќе бидат олимписките кругови, доле ќе бидат на првата страна ќе бидат учесниците, Штип ги има 4 учесници на олимписки игри, позади ќе биде амблемо на град Штип и ќе бидат спортистите бирани од времето кое е почнано за прв пат да се бира најдобар спортист на Штип, па до 2016 година. Дали се знае локацијата каде е предвидено ваков постамент?
Па ние како спортисти се состануваме и захтеваме локацијата да ни биде тука пред Работнички универзитет или пред културниот дом, бидејќи тука се збивањата културни на градот Штип и ќе биде посетена спомен обележишто, ќе биде осветлено и ноќе и дење, ќе биде посетена, а сега зависи градот кај ќе ни доделе локација, али најубаво би било да биде тука, да биде достапно, да се гледа, бидејќи ова е едно обележи за самиот град Штип. Со надеж дека ова иницијатива ќе вроди плод, јас ќе посакувам успех и се надевам дека ќе најде на широк одзив кај луѓето кои што го милуваат спортот. Па и ние се надаме и со ваша помош на медиумите се надеваме дека и вие ќе ни помогнете за да добиеме добра локација, добро место, да се оствари оваа иницијатива и наредните спортисти што ќе доаѓат не да се помине тоа површински, него да биде да се поканат тие бивши спортисти кои се живи, да се напише на тогашниот актуелниот спортист на Штип името, да биде тоа една свеченост, со тоа што ние ќе ги мотивираме и младите спортисти што идат со желба и они еден ден да бидат упишани како најдобри на тоа спомен обележие. Идејата е одлична, за спортистите прифатлива, а за спортските сладокусци величествена. На едно место и во исто време да се пролета низ времето, да се соживеа спомените за настапот, да се сподели радоста со успехот. Иницијативата уште стартот предизвикува восхит, а списокот на имиња на подписниците за почеток, иако е мал, и како е голем, според тежината на резултатите кои ги постигнале и афирмацијата на клубот, па и државата што ја прославиле. Времето на заборовот едноставно не смее да ги прегази, туку за навек да ги зачува за едните спортски поколенија. Фудбалските праволигаши ги одиграа надпреварите од 10-тото првенствено коло. Екипата на Брегалница загуби на гостувањето од Тетовска Ренова. Во надпреварите од 10-тото коло во рамките на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Работечки Македонија Ѓорче Петров 2:1, Шкупи Вардар 0:0, Ренова Брегалница 1:0, Селес Кендија 1:3 и Пелистер победа 2:0. Табела: Вардар е прв со 22 бода, вториот Шкендија со 20 бодови и надпревар помалку, трето место Работечки со 16, на четвртото место Пелистер и на петтото Ренова имаат по 15 бодови, шесто место Шкупи со 10 и надпревар помалку, исто толку на седмото место има и Силекс. 8 место Победа со 9 бодови, на 9-тото место Брегалница има 7 и на последното 10-тото место екипата на Македонија Ѓорче Петров со само 6 освоени бодови. Надпреварите од следното 11-то коло ќе се одиграат на 23 октомври, а екипата на Брегалница во Кочени ќе биде домаќин на екипата на Пелистер од Битола. Тоа беше и последната информација од спортот во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатно!